Комичен мегахерц. Здраво, здраво, 19 февруари, прекрасен ден за споделување на емоциите и на други разни работи. Се шалам, како сте, што правите? Прекрасен ден. Па добро е, времето е сончево, со умерена облачност. Ние сме супер, вие како сте, дали се чувствувате добро? Добро е, денеска би сакал. Јас се извинам, Жарко, уште сме под импресии од вчерашната златна буамара и морам да ви кажам, почитувани слушатели, слушателки, до мене, со мене во емисијава во ова студио е добитникот за најдобар млад актер за изминатата година, Жарко Димовски. Чест ми е дека тој ми е колега и ја доби наградата за мюзиклот Чикаго и улогата на Били Флин, Лоја. Ви благодарам, драг колега Атанасовски. Јас со мене имам честа, драги слушатели, да го имам еден од водителите тука на Златна бубамара, Лани Заменски годинава технички водител, Атанас Атанасовски, кој што беше феноменален на синогешната Златна бубамара на популярноста. Неунапредија, ке гледате во недела, ќе оди снимката на телевизија, неку вчера ние си поминавме убаво, наградите сега, мислам дека веќе ги имаат соопштено, може да се знаат. Џамбазов, Игор Џамбазов доби награда за трајни вредности и мислам дека како кулминација на вечерта беше настапот на Џамбазов, еден од поубавите настапи што досега ги има изрежирано Академијата на Бубамара. Апсолутно. Инаку ајде на брзина, јас за млад актер, Тања Кочовска за глумица на годината, Пепи Мирчевски за глумец на годината, за представа беше Мајсторот и Маргарита. Тоа беше од актерските награди и наградите што сакаме ние да ви ги соопштиме, а другите награди ќе си ги погледнете во недела. Ние се бавиме со емисијата е за театар. Јас сакам да го поздравам само тимот на Златната бубамара на популярноста, бидејќи работеа многу напорно изминатиот период и сите бевме внатре во еден барабан каде што се очекуваше кога тогаш да се роди целата работа и ете бидна помина целата ствар и ги поздравувам само и им посакувам успешни уште проекти вака. Апсолутно, јас бев почестен што бев дел од тоа што го гледав, сакам да кажам, во тие 3,5 сати, значи смеење до солзи, хумори, сатира на сите страни. Морам да кажам дека сум презадоволен. Јас го поздравам целиот тим на Бубамара и другиот заменски, тоест технички водител Тино Костадиновски, Валентин. Добро, да се вратиме. Денеска сме февруари 19, 50-тиот ден од годината по Грегоријанскиот календар. Устануваат уште 316 дена до крајот на годината, драги слушатели. Инаку не знаеме што се случува со времето, е веќе 2 недели, времето е на едно завидно пролетно ниво, а да не заборавиме дека сме сепак средина на февруари. Кога го исклучуваат парното иначе, 15 април? Кога сакаат, бидејќи Не, добро, мислам како е според сезона, 15 април? Не знам, според сезона е кога малце ќе се затопли надвор, кога гасат парното. Па да, пошто тоа ми беше зборот, сега изгасна тоа, сме 15 февруари, пред некој ден на 15 баш видов изгасна до парното, а си викам дека уште 2 месеци минимум треба, така да, а може да и не е до нив. Жере, морам да ти кажам еден факт многу интересен сега во недов. Вика, годишно 40.000 американци се повредуваат од тоалети. Како е? Тоа сега да те прашам како, од што се повредува? Од тоалети. Добро, види, во тоалет се види, морам да го споделам ова, еден од моите другарчиња, сегашен цимер го да го поздравам. Тој си има повредено во тоалетот, си отишол дома пијан и сакал да врши голема нужда, не знам зошто. Се качил на шолјата, не сакал да седне, му било гнасно кај него дома, значи се превртил, ја скршил шолјата и казанчето му падна на глава и си го скина јазикот, така да... Значи тој човек треба да го пратиме во Америка и да биде дел од тие 40.000 годишно што се повредуваат. Така да има разни сценарии во тоалет. Ме нападна сапунот. Да. Ме касна казанчето, добро е. Ми рже шолјата. Одлично, ние ќе оставиме малку да ги соберете овие импресии што ви кажавме, одиме со малку филмска музика да ги слушате. Дейвид Боуи, Absolute Beginner се наместена или Аканакио слуши неа комично мегахерц со Жарко и Атанас. Уживанција. Слободна Македонија. Го поздравам колегата Валентин Костадиновски, цртица Тино. Вчера ми беше мој ководител, партнер на сцената и беше специјален дополнителен технички водител. Чисто го поздравам и тоа е тоа. Точно, да ви кажам дека 1473 година на денешен ден е роден Никола Коперник, полски математичар и астроном. Роден е во Торун, еден град, прекрасен град што се наоѓа во Полска. Сакам да ги поздравам сите луѓе што живеат во Торун.
Јас сакам да ги поздравам сите жени што живеат во Полска. Да. И сите пољакини што се Што живеат во Чешка. Што се во светот. Инаку, Жарко, не знам дали знаеш додека сечеш кромит за да не ти течат солзи, можеш да џвакаш мастика. Џвакањето мастика помага за нетечењето на солзи додека се сече кромит. Имаше и некој фори со отворена уста, па нешто и со Тогаш со наочари, е па не знам што. зафркнато затоа што може да ти Солзи грлото. влета мува Да, тоа. или нешто, Точно така. некоја идеја. И јас би сакал само да ви кажам за представите што се во претстојниот период на комедија. Само секунда да го најдам репертоарот. Важи додека да го најдеш, јас сакам да кажам уште еден факт дека повеќе луѓе зборуваат англиски во Кина отколку во Обединетите нации. Ете. Тоа се многу интересни факти. Инаку остануваат уште две представи до крајот на месецот. Една е во понеделник 15-ти Уште три представи. Едната е нешто пропуштаме, значи во понеделник, другиот понеделник е Господарот на кукавицата на 20. И први. Не, пардон, ова 15 е поминато. Помината е 15, 20 е поминато. Господарот на кукавицата, на 21 е Господарот на кукавицата, на 23 е представата Име. Ете, така, добро. Јас само гледам дали ме пратиш, а танас да видам што се случува. Добро, навистина сум, се уште сум под импресии за синокешната Златна буламара и не знам што би кажал друго, а да не се повторам и да не им откријам на гледачите што ќе ја гледаат во... Веќе све ми е откриено, интернетот денеска чуда прави така да нема ништо. Да, значи, да ве потсетам, на Канал 5 во 20 часот во недела ќе се емитува Златната буламара на популарноста. Ајде да нас малку околу тоа, да те прашам, дали беше тешко да се спреми еден таков материјал, зашто вие, ти и Тино конкретно имавте огромен материјал, фантастичен материјал, добро срозен стендап, што би рекле, колку е тешко да се направи тоа? Па, ако живееш во едно време каде што сите работи ти се на тацна, а само треба да земеш да ги ставиш, да знаеш да ги ставиш на лист, не е многу тешко, Жарко, ама сепак се изнаработевме. Мислам, сега не работевме нешто кој знае колку, ама работевме напорно. Тие 3 дена. Се шалам, не. Здраво. Спремавме материјалот, едноставно ги земавме темите што ни се актуелни на нас и сакаме да ги префрлиме на гледачите и се надевам дека добро помина, ќе видиме во недела. Во салата беше добро. Во салата колку имаш, околу 1800? 1800 луѓе. Браво, значи беше во Метрополис арена, не беше во Метрополис. универзална сала, Метрополис и беше доста жешка атмосферата. А инаку апропо муабетот за материјалот, вчера со таксистот што ме носеше натаму и ми вика бе да не е вечер во ова Златна буламара. Да бе, му викам еј супер, вика да си одам тогаш дома да оставам работата да го гледам пошто е као демек најдоброто шоу. А бе викам не денес ќе биде во текот на следните денови. Вика кој знае колку ќе бидат добри материјалите, вика пошто на денешница вика колку добри материјали им се понудени вика на водителите. Така да Мене најфасцинантно вчера ми беше за една девојка што се тагнала себе си во универзална сала дека гледа Златна буламара. Како извини? Тагната во универзална сала дека гледа Златна буламара. Не е лошо, не е лошо. Леле, не е лошо. Морам да ти кажам, после завршив буламарата и полицајци, мислам, отидеш. Полицајци седнати тука и ми вика, дојмат се глумец. Викам, здраво, добро вечер. Слушај, јас слушам муабети, доревевте со тој колегата. И вреѓате и фалите, али нареден пут за нас да зборите. Викам, не бе, вас не ве чепкаме. И паметно ти е тоа. Добре. Јас исто така морам да го пофалам човечето што продаваше водички и сокчиња пред влезот на Метрополис арената. Ајде вика дојдете тука, јас сум бубамарата, тие вика внатре немаат врска. Јас ќе ве насмеам, дојдете тука и урлаше на цел глас. Ајде вика водичка, ајде викам друже, колку е водичката? Само 100 денара една водичка од пола литро. Добре викам, стварно си ти бубамарата, одлично му викам, свака ти част. Жарко, да не заборавиме дека ова емисија во живо и да ги поздравиме нашите таксисти и камионџи, апсолутно така. Бербери, кројачи. И апсолутно сакам сепак да си ја поздравам диаспората и сите што не слушаат во Мелбурн. Значи, посебно ги поздравуваме сите за нечи. А сега можеме со малку музика, ако се согласуваат од... Одиме со блок реклами па со музика. Може така? Се. Одлично. Комическава мегахерца. Атанас, не сакам секому да бидам се. Сакам само на некој да му бидам нешто. Ке ме расплачеш, ме разнежни. Кутриот Том беше само играчка во незините раце.
Што рече? Кутриот Том беше самоиграчка во незините раце. Тоа го кажуваше Джери за мачерот Том кога се залюби во таа белата мачка каде што и Дали ти текнува парфемче тестерче мало. Тоа е најубавиот епизода, не е епизодата, најубавиот цртан филм. Од Том и Джери е тој кога се залюбени, кога се напреварува со ти другиот за девојката. Ти текнува не сиромав Том и носи помало, овој носи цел Сканија цела. Да. Пред некој ден видов дека доколку Том и Джери би биле живи, би биле стварни ликови, би имале по 73 години, беа така нацртани стари и Фантастични карикатури тие бе. Апсолутно. Ти имаш умилен цртаната нас некој од младото твојот детството? Херкулес. Херкулес. Да. Херкулес. Тоа беше онем како анимиран, првите анимирани што беа како? Абе ти од тогаш ми збориш? Или омилен цртан, Аладин, ба не знам, сите ми се интересни. Мене пример беше доста интересен онај Is the one. Ти текно се на пајче што свиреше на клавица. Жолтото. Жолтото пајче, тоа беше пример. Француски цртан. Не е француски. Пример Спорт Били ми беше мене исто така многу добар цртан. Што беше Спорт Били? Ќе ти кажам после. Химен исто така беше многу добар цртан. Химен. Знаеш што значи Химен уствари? Тоа е човекот. Ако правеле обито лак ќе се викаше цртан, тоа е човекот. Тоа значи? Да, Химен. Валјда не е на другиот Химен, не се мисли на. Не. Химен. Оти Химен беше цел, не беше раскинат. Добро, го Би сакал да гледаме. прочитам уште една мисла. Ама чекај, Химен како добиваше мокта? На сивиот череп нешто со Вишне, да, нешто во името на синиот череп на заклетва си е заклетва, мораш да даеш и да добиваш мокта, ба. Инаку не бива. Вика кукавиците не се способни за љубов. Љубовта е Во името на привилегија мокта. храбрите. Извини. Ништо повели. Во името на мокта и сивиот череп. Така. Јас сум моќен. Јас сум мокен. Јас сум нокен. Јас сум ноќна птица, кукавица, а вика кукавиците не се спомни за љубов. Кукавиците не се способни за љубов. Љубовта е привилегија на храбрите. Атанаса, ти си витез. Така, храбрите слеќата, не знаеме да збориме. Ајде. А храбрите среќата ги прати. Точно е, значи немојте да ни замерите за денешната емисија, малку сме индиспонирани затоа што славевме после бубамарата. Се дадовне парче душа оставивне таму и малце сме како индиспонирани. Исто така би сакал да си го поздравам мојот роден град и да го поздравам клубот Лас Вегас во мојата родна населба Тризла, кои што верно не слушаат Атанас. Значи редовно се собираат преку 15-20 души, таму си пијат кафенци и не слушаат и еве да ги поздравиме во овој момент. А јас ги поздравувам Лас Вегас од Прилеп. Точно така. Се надам дека кога ќе одиме ќе не почестат едно еспресо. Апсолутно. Кратко така, пиеме. Кратко пиеме, кратко и ќе ни дадат. Со што толку. Инаку исто така би ја поздравиле цела Македонија, што не слушаат на сите различни фреквенции, да го поздравиме епицентарот на Македонија, тоест Скопје. Поздрав. И доколку не слушаат во ова здание од Карши нашето студио во ова бела мермерна зграда, би сакал да ги поздравам сите кои што не слушаат внатре и сите луѓе кои што стоят сега на семафор и се викаат дечки дај лабајте не малце со овие поздравите и честитките. Уште нешто што би сакал да споделам. Од наредна сезона јас би кажал дека оваа емисија нема сега комичен мегахерц, ќе се вика или шпекулации или поздрави и честитки. Да, поздрави и честитки, она СМС работилница имаше едно нешто, појма немам како беше. Добро, поздравам брат ми Мурџо. Ќе си имаме тука желботека, ќе ни се јавуваат слушателите и ќе викаат вака и вака го поздравувам Атанас со песната пример. Ти си моја љубов. Новинаркиве се по згодни и позгодни. Дали се вака толку се згодни што се незгодни. Дали славеат од специјални режими на диета или славеат чисто од воздухот во Скопје? Или славеат од уредникот. Или славеат од уредникот. Добро е. Ај пуштај музика. Пуштај музика, ќе се вратиме. Пуштај музика. Staying alive, baby. Се враќаме во студиото. Не знам дали сте знаеле дека во Македонија се наоѓа единственото европско наоѓалиште на рубини. Доста интересен факт, рубини во Македонија има и може да се најдат во лежиштата на доломитските мермери, како што е Прилепскиот сивец. Ете така, уште еден интересен факт за родниот ми град. Најквалитетниот опиум на светот е македонскиот. Ова се неколку факти кои што можеби не сме ги знаеле. Викам, најславниот од сите римски патишта врви во најголемиот дел низ Македонија, патот Вија Игнација.
И за тоа не знам дали сте знаеле. Пештерата Пешна во Македонија, во македонски брод, во Нью Йорк Таймс е опишана дека е идентична како измислените пештери во Господарот од прстените. И тука има слики, може тоа да се види. И вика вака, гробот на славниот грк Зорба е во градските гробишта во Бутел. Тоа го знаеме. Да, јас себе не сум го знаел. Пример, исто така музиката во Македонија датира од 11 век. Што е доста интересно, е уште еден факт и не ве замарам веќе. Првиот светски златен медал на македонските фотографи браќата Манаки е во 1905 година. Значи светски златен медал на македонски фотографи. Бравос! Инаку вели, верувајте им на соништата, во нив е сокриена портата до вечноста. Жаре, интересни факти се. Дали вие верувате во соништа? Верувајте, сонувајте почесто, сонувајте. Затоа што е убаво да сонува. Соништа. Не знам што е сега нешто има актуелно, видов статус од мој другар че вика не јајте протокали си да клавет. Да, нешто е актуелно, ама не би сакал да чепкаме таа тема, ништо, чисто само да Јас сакам да ги поздравам сите луѓе што играат табла во моментов и зарчињата нека вртат. Така е, јас да ги поздравам и табла и што играат и барбут во моментов сите, јас би сакал да ги поздравам. Инаку исто така ви благодарам на сите, затоа што не можам да ви одговорам на сите, ви благодарам на сите што ми пуштате честитки на Facebook за Бубамарата, навистина ми значи, фала ви многу. Не знам, јас Атанас не би должел повеќе, да ги оставиме да се уживаат. Искрено јас мислам дека е време да се одјавиме, ви благодариме што не слушавте. Кејф ни е што оваа емисија истеравме вака убаво со филмски хитови и си позборивме за Бубамарата вчерашна. Вие останете во добро расположение, насмејте се, денеска е убав ден, гушнете, бацете некој случаен минувач, нека се чуди човекот, нека ви залепи еден шамар, ништо не е страшно, додека се сака. Битно вие ќе споделите љубов, ништо нема побаво од споделување на љубов. Јас би ве поздравил сите, не заборавајте канал 5 20 часот во недела да ја гледате златната Бубамара на популарноста. Слушајте македонска музика, уствари слушајте добра музика, сакајте се и уживајте. Ова беше Трговско радио дифузно друштво, Радио Слободна Македонија, уредници и водители на емисијата Атанас Атанасовски и Жарко Димовски. Датум на емитување на емисијата 19 февруари 2016 година, Република Македонија, Слободна Македонија, продукција Радио Слободна Македонија. Поздрав! Комичен мегахерц.